Почитуван министер за внатрешни работи господин Спасовски, почитуван министер за безбедност на Босна и Херцеговина господин Нешич, почитувани екселенции, почитувани високи представници на Бирото за јавна безбедност, почитувани гости, почитувани медиуми, почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар, почитувани членови на семејствата на загинатите припадници на единицата. Денес сите ние со гордо стоиме пред вас. Во чест на вашиот ден, 13 март, ви изразуваме благодарност за вашата пожртвуваност и исклучителен придонес за безбедноста на Република Северна Македонија и на сите наши граѓани. Денот на формирањето на единицата Тигар е момент за ретроспективи, оценување на сето она што сте го постигнале и за навраќање на плановите кои водат кон една единствена цел – да бидете подобри во служба на граѓаните и на нивната безбедност. Случајќи го обраќањето на вашиот командант Драган Прокоповски и на министерот Спасовски за континуитетот на единицата, за вашите реализации, за вашата непоколебливост, кога е во прашање безбедноста на земјата и граѓаните, за вашата професионалност, можам само да заклучам дека подигнувањето на границата на успехот е ваша постојана задача. За вас не постои горна граница на постигнувања, бидејќи секогаш се стремите да бидете подобри и јас ви честитам и ви одјадувам почит за тоа. Живееме во време полно со безбедносни предизвици и тие не се разликуваат од оние со кои се соочуваат полициите во регионот, во Европа, полициите на нашите партнерски земји од НАТО. Веќе втора година се соочува светот со појава на негативни безбедносни сценарија. Водечка е отворената агресија на европско тло и кризите што произлегуваат од неа. А наша обврска како земја членка на НАТО е навремено да се прилагодиме на ваквите случувања. Безбедноста на граѓаните ни е најважна, но како влада подеднакво ни е важна и вашата безбедност, почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар. Затоа, кога станува збор за вашата заштита и безбедност, не штедиме, вам не треба ништо да ви недостига. Се што придонесува за вашата побрза и поефикасна работа, како и досега ќе се обезбедува, бидејќи за вашите резултати и постигнувања на високо ниво на безбедност, наша задача како влада е да ви ги обезбедиме најдобрите услови за работа. Во насока на континуирано мотивирање на припадниците на специјалните единици, неколкократно беа зголемени платите. Континуирано од 2017 година се исплаќаат бонус плати за остварени над 150 часа прекувремена работа на годишно ниво. За припадниците на одделот за специјални полициски операции се исплаќаат и патни трошоци за оние кои живеат надвор од градот Скопје, како и исплата на дневници за службени патувања. Во септември 2022 година беше зголемена платата за 5% за сите вработени во МВР. Во февруари оваа година започна прибирањето на податоците за вработените кои оствариле над 150 часа прекувремена работа на годишно ниво за бонус плата за 2022 година во поединечен износ од околу 500 евра, што представува зголемување на износот за безмалку 40% споредбено со бонус платата од 2017 година, благодарение на континуираното зголемување на минималната плата во државата, но и посветеното и домаќинско работење на министерот и раководниот тим на Министерството за внатрешни работи. Во последниве 5 години специјалната антитерористичка единица Тигар е на врвот на приоритетните планови и концепти по однос на развојот и унапредувањето на полициската безбедносна служба. Она со што се гордееме е дека САЕ Тигар со својата врвна стручност и професионално извршување на задачите не се разликува од европските полиции. Тоа досега во повеќе наврати го имаат докажано и покажано за време на врвни обуки во земјава и во странство, во рамки на меѓународни и европски проекти со специјалниците на Германија, со Европската команда на Американската војска, со специјалците од Италија, од Чешка, со австриските и француските колеги. Вредни за споменување се и бројни спасувачки и оперативни акции, како и активно учество во помош на локалното население. Горди сме што бележите најдобри резултати во сите параметри на работа. Мора да продолжите понатаму како и досега, да одговарате на сите современи безбедносни предизвици и закани кои се од меѓународна природа. Прашањето на безбедноста на национално и на глобално ниво се покажува како се поважен и се покомплексен предизвик, а вие сте најважните фактори
за успешно справување со овој предизвик. Нека ви е честит 13 март, да сте живи и здрави, опстојни на идејата за љубов кон татковината и заштитници на државата и граѓаните. Ви благодарам.